Мозаикот кој го красел подот на старата епископска базилика во археолошкиот локалитет Стоби е вратен на своето место. Завршија конзерваторско-реставраторските работи на мозаикот и тој после 20 години е повторно достапен на посетителите и научната јавност. Во предстојниот период, над зидовите во еден од најстарите ранохристијански објекти ќе бидат поставени и конзервираните фрески. Со самото враќање на овој мозаичен под, навистина ќе се зголеми посетеноста на посетителите, бидејќи сепак од 2014 година се регистрирани над 14.000 посетители на локалитетот Стоби, нешто што исто така е од исклучително значење кога се наоѓаме на овој простор овде, е тоа што фреските во овој простор се целосно конзервирани и тие очекуваме за брзо време да се вратат на старото место. Се планира да овој простор се направи една проектна задача и проект за покривна конструкција на самиот простор. Мозаикот покрај своите уметнички квалитети нуди и низа научни податоци. Годинава ќе продолжи работата на мозаикот во нартекстот на епископската базилика. Оваа година продолжуваме да го доработуваме и мозаикот во нартекстот на епископската базилика. Се надеваме дека следната година ќе почнеме и оној славен најпознат мозаик во крстилницата со пауните да се средува. Сето тоа ќе допринесе во презентацијата на локалитетот, во збогатување на туристичката понуда, со тој во рехабилитацијата и онаа крајна цел која што ја имаме зацртано, тоа е да дојдеме до некој степен на самофинансирање. Овој мозаик сега е ставен на чилична подлога, со што комплетно е заштитен од секаков вид на атмосферски влијанија. Мозаиците во Стоби сите се уништуваат најмногу од влагата. Значи имаме атмосферска и капиларна влага, односно двострано уништување од страна на влагата и едноставно нема решение доколку го вратите мозаикот па на било каква подлога. Водата продира и низ бетон и низ сите материјали. Значи единствена изолација е воздух, односно празен простор кој што тука го изведовме со помош на челичната конструкција. Мозаикот во епископската базилика се простира на површина од 150 квадратни метри. Надлежните очекуваат дека сите овие активности ќе придонесат кон зголемување на посетеноста на локалитетот.